Ескалираа протестите на лозарите во Неготино утрово, ги блокираа сите влезови во градот, во училиштата. Немаше настава, многу вработени не стигнаа на работните места. Лозарите протестираат затоа што не им е исплатено ланското грозје, но и заради понудените ниски цени на откуп за годинашниот род. Над 500 лозари цела ноќ останаа на улица и ги блокираа сите влезови и излези кон градот. Утринава автобуси полни со ученици од блиските населени места беа вратени назад. Вработените во ТЕЦ Неготино не дојдоа на работните места, а слична беше состојбата и во други производствени капацитети. Револтираните лозари велат ке останат таму се додека не добијат позитивен одговор за нивните барања. Се закануваат и со блокада на автопатот кон Гевгелија. Народот во не може да го издржи, не може да го издржи, без парите сме. Леп нема да јајме, тоа треба да го знае владата. Ние имаме тук од Неготино пуштени таму представници пред да се договорат со владата. Не јавио таму дека луѓето се избркани надвор, дека уопште не се применени ни да разговарат со нив. Не сакат уопште да разговарат со нив. На протестите на лозарите денес им даде подршка лидерот на Обединети за Македонија Љубе Бошковски, кој на премиерот Груевски му најави земјоделски бунт и предвремени избори на есен. Бунт на македонските земјоделци и со овој бунт мораме да срушиме оваа ненародна влада. И на овој Никола Груевски и на неговата мала група околу него му порачувам од ова место, од овој трактор на овој наш измачен земјоделец, му порачувам дека не е мислата на Гоце Делчев дека светот е поле за културен надпревар на народите, него мислата на Гоце Делчев е дека најголем злосторник на сопствениот народ, тој што го краде сопствениот народ. На самиот старт на бербата се јавуваат повторно истите проблеми: неисплатено грозје, неорганизиран откуп и ниски цени, состојби за кои никако во последниве десетина години да се изнајде решение. Лозарите решиат цврсто да застанат на своите барања, ќе останат на блокадите, се додека не добијат позитивен одговор. Во текот на денот добија подршка од бројни здруженија и организации, а најава за посета имаат и од представници на неколку политички партии.